Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер. Видов дека овде во пратеничкиве клуб има доста пратеници од лекарската фела и верував дека ќе најдат заеднички збор и компромисно барем ова решение да се донесе, а ние, замениче, вие како економисте и јас барем од онаа сфера економската, можевме барем нешто да помогнеме. Ама она што овде го добивам како впечаток е дека секое законско решение во нашава држава, ако дојде од опозицијата да се даде некои работи кои што треба да бидат применливи во законот и кои што треба да бидат прифатени, се дочекуваат на нож и се добива впечаток дека и за инат да се донесе законот само да биде против опозицијата. Самите видовте да пред недела ден имавме јавна расправа која што стварно беа повикани луѓето од фелата, луѓето за кои што ќе се носи законот, луѓето кои што треба да го применуваат комплетниот закон. Сето она што беше кажано во оваа јавна расправа и во оваа јавна дебата, каде што најповеќе лекарите дојдоа до израз, иако овој закон треба да биде колку за лекарите, толку и за пациентите, сметајќи дека пациентите се тие кои што се едноставно луѓето кои што со овој закон ќе бидат и на некој начин самите земени во постапка на лекарски прегледи и сите оние други работи. Она што се добива впечаток е дека ние, колку и да сакаме да кажеме дека законското решение е добро, сигурно има одредени забелешки кои што и текако треба да бидат прифатени, треба да бидат земени во обзир, треба да се разгледуваат на уште неколку јавни дебати и треба она што го бараат лекарите на некој начин да биде и прифатено. Ние денес имаме расправа за закон кој што пред само малку време овде беше кажано дека е со 333 члена. Самиот закон може да има и преку 500 члена, еден со друг да не се корелативни, еден со друг да не се совпаѓаат и ние да имаме еден огромен закон, а кој што во пракса нема да биде применлив ниту во лекарската фела, ниту во здравството, ниту пак во државата. Терањето на инат кога се носат законски решенија од било која сфера да бидат, им носат пропас и на оние кои што треба да го применуваат, а и на државата. Сигурно дека никој не може да каже дека ја сака или ја мрази повеќе или помалку државата. Сите овде сме да носиме закони кои што ќе им помогнеме на државата и сите овие работи кои што ги кажуваме се во насока да помогнеме она што значи добар закон, истиот да биде реален и да биде применлив. Напротив, овде се добива впечаток дека сето она што го кажува министерот, сето она што е изготвено од кујната на министерот, сето она што владата веќе го предочила дека мора да помине, овде треба и да помине. И на крај крајава сите да бидеме љути зошто опозицијата расправа за овој закон. Сигурно дека во пракса најголем дел од овие членови нема да најдат примена. Сигурно дека овие членови кои што се во овој закон не само дека нема да најдат примена, туку и кои ќе најдат примената ќе бидат полоши и од она што е сега. Да кажувате дека сте се фатиле за каква таква реформа, сигурно дека и досега сте имале време, ама не може за еден месец да се донесе за една недела дебата и веднаш да се гласа за донесување на законско решение. Уште пред да се донесе тоа законско решение, вие веќе имате спроведувано во пракса одредени клинички центри како и да се однесуваат и сите тие работи кои што ви укажуваат дека не се применливи. Огромен дел на членови ги имате земено и од други земји во соседството. Ако веќе тие држави виделе, направиле некој опит како да се извршуваат одредени работи, зошто барем таму каде што се покажале негативно, таму каде што има негативни искуства во одредени членови, сега кога веќе се работи законот, зошто истите да не бидат применливи, зошто истите да не ги ставите во овој нов закон? Она што го прави државата, сигурно дека ако сте ставиле надпис клинички центар во болницата во Тетово, со самото тоа не сте ја завршиле работата.
Сигурно дека ако го донесеме законот, нема да им се подобри работењето на лекарите, сигурно дека ако го донесеме законот, нема да им се подобри услугата која што ја добиваат пациентите. И се тоа така ќе се врти во круг, а ние овде ќе се надмудруваме за сметка на она што се вели донесување на закони, само колку да бидат донесени. И она што е најважно, ќе вртат рекламите на телевизија, добро законско решение и ќе ги труеме народот со она што значи дека ова законско решение е добро. Ако ги погледнете членовите кои што досега сте ги применувале, а сигурно дека сте ги ставили во ова законско решение, а знаете дека не поминуваат, тоа е членот 105. Предлагате одредби за врзан потпис и понатаму, знаејќи дека овие врзани потписи досега го доведува здравството до 50 милиони евра да биде во минус. Во членот 106 донесовте услов директорот да има положен испит за директор, при што полагањето го врши комисија од Министерството за здравство. И тоа не помина и повторно е ставено во ова законско решение. Во членот 211 сите знаете дека сакавте да ја укинете она што беа дежурства на лекарите со цел да се заштедат пари. Воведовте сменски да се врши сменска работа во болниците. И тоа не помина и повторно во член 211 повторно истото го држите. Во членот 68 повторно се дава можност за повторни експерименти и реформи кои ви биле погрешни во 2007 година. И на крај она што претходно го кажа. Повторно вршите реформи во однос на наградувањето, зашто имавте забелешки од типот дека правно не е издржливо, дека технички не е издржливо и дека стручно не е издржливо наградувањето по успешност. Сигурно дека лекарите имаат ниски плати, ама тие ниски плати треба да им се зголемат, треба да се наградуваат лекарите, а не на ваков начин. На одредени лекари да им се намалуваат, а на одредени лекари да им се зголемуваат платите за сметка на оние што им се намалуваат. Сигурно дека ова ќе падне и на Уставен суд. Сигурно дека тие лекари кои што се најстручни, кој е тој кој што ќе оцени да некој лекар бил 5 или 8 часа во операциона сала. Тоа е затоа што оние кои што ги пополнуваат извештаите за нивното работење, секогаш ќе најдат изречица дека нешто работеле, а оние кои што се стручни, секогаш ќе се доведуваат во ситуација да бидат казнети. Она што го направивте со Тетовската болница, не само во оценувањето кое што овие 4 месеци доведе до хаос во болницата во Тетово. Вие знаете, овде и заменик министерот најде и на колегата Изет да му објаснува зошто во Тетово имало по 3000 денари по пациент, а зошто во Скопје по 10.000 денари. Колеги пратеници, таа клиничка болница во Тетово е правена и требаше да биде клинички центар за цела Западна Македонија. Таа ниту тоа е денес, ниту во иднина, во блиска иднина може да биде, а не посебно со донесувањето на ваков закон. Сте се запрашале ли зошто луѓето од Дебар, Гостивар, Кичево и околните населени места го заобиколуваат Тетово и доаѓаат во клиничкиот центар во Скопје? Па дури сте се запрашале ли зошто луѓето, болните пациентите од Тетово, наместо да одат во клинички центар во Тетово, доаѓаат овде во Скопје? Дали мислите со она предмалку одредени колеги се фалеа дека има Министерството за здравство вложувано во опрема и во инвентар? Дали со самото тоа што сме вложиле во таа опрема? Опрема која што, повторно ќе кажам, седи во подрумите во Тетовската болница и истите не се ден денес во употреба. Точно дека сме потрошиле стотици милиони. Дали тие стотици милиони виделе некој аир граѓаните? Дали виделе пациентите некој аир? Сето ова што денеска се кажува, редно би било, тука е заменик министерот, економисти се заедно со министерот за здравство, нека го разгледаат, нека ги прифатат сугестиите од лекарската фела, нека ги прифатат и сугестиите од пациентите, а не да изиграваат луѓе од Министерството пациенти, па да ги шпионираат лекарите кој работел, а кој не работел, и врз основа на нивното известување
Истите, и тоа вметнато е такво законско решение, истите да бидат оценувани од овие тричлени групи кои што ќе одат и ќе се представуваат како пациенти. Најтешко е да се представувате како пациент. Пациентот е тој кој што треба да му се помогне, а не на истите да им се одзема правото да бидат